Почитувани, Зоран Заев долгорочно присвојува државни богатства, а надлежните и најповиканите за спречување на таквата корупција спијат. Феудалецот Зоран Заев и неговите министри изгласаа македонските суровини и минерали, државните ресурси, да му ги отстапат на братот на Зоран Заев, на Батевице, на дури 30 години. Министрите гласале за да му удоволат на феудалецот, оној кој што ги поставил таму, па Батевице и Батетрајче 30 години ке владеат со македонските рудни богатства. Владата тајно на 6 октомври доделила 30 годишна концесија за експлоатација на руда на Еленица, фирма на Заеви, каде и Зоран Заев бил дел од управниот одбор. Информацијата одеднаш се појавува во службен весник. И почитувани, ова не е прва семејна фирма на феудалецот Зоран Заев која што добива 30 годишна концесија од владата. На ист начин, тајно, владата на феудалецот Заев доделила 30 годишна концесија за руда и минерални суровини за Total Engineering, фирма на Батевице. И на ист начин пред 2 години одлуката во јавноста се објавува само во службен весник. Ова е извадок од службен весник од 9 октомври 2020 година, каде што се објавува одлуката за доделување на концесија за време траење на доделената концесија од точка 1 од оваа одлука изнесува 30 години. Ова е извадок од службен весник од 2 мај 2018 година, одлука за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина глина на Друштвото за градежништво и инженеринг Total Engineering ДОО Струмица на локалитетот Дукатино, општина Василево. Време траење на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 години. Почитувани, феудалецот Зоран Заев долгорочно става рака врз ресурсите, врз македонското државно богатство додека е во мандат. Од позиција премиер присвојува државни добра, суровини и минерали за себе, за Батевица за период од 30 години. Феудалецот Заев со концесии на 30 години ги обезбеди Total Engineering, Еленица, фирмите на Батевице. Зоран Заев додека е во мандат, очигледно има намера да ги приграби државните ресурси и да ги подели на своите компании. Државната комисија за спречување на корупцијата има чиста позиција. Антикорупционерите се должни, согласно надлежностите што им ги дава законот, имаат обврска да констатираат располагање на државни добра за приватни цели. Одлуката за овие долгорочни концесии не е ништо друго, туку чиста корупција произлезена од судирни интереси. ДКСК не смее повеќе да се крие зад формалности. Почитувани, се работи за користење привилегии, за ставање рака врз државните богатства во посет на државата. Доделување концесии за семејни компании, за брат, за братучеди, е врв на корупција, крвно сродство од прв степен. Има действие, постои договор за концесија, има лична полза, значи има и корупција. Во одлуката има чисто користолюбие. Антикорупцијска, вие сте на потек. Ви благодарам.